На денешната пресконференција, како и повеќе пати во минатото, повторно, најостро, сакам да ги демантирам грубите манипулации со граѓаните на Прилеп, дека пораснала цената на водата. Напротив, цената на водата останува иста, она што се менува со почнување на функционирање на пречистителната станица е воведување на нова тарифа, пречистување на урбани и отпадни води, согласно Законот за утврдување на цени на водни услуги. Искрено, повеќе се благодетите од функционирањето на пречистителната станица. Чиста животна средина, заштита на биодиверзитетот во реките, зачување на рибниот фонд, наводнување на земјоделските површини со чиста вода, што значи земјоделски производи на Прилепскиот пазар без фекалии. Тоа е инвестиција во здравјето и животот на луѓето, посебно во здравјето и животот на идните генерации. Меѓутоа, она што реално во минатиот период иритира, освен постојаното ширење на шпекулации од поедини медиуми и однесувањето на моменталната опозиција. Имено, факт е дека пречистителната станица, како што кажав и повеќе пати во минатото, е проект кој што започнал во 2008 година, кога е склучен четирипартитниот договор во кој подписници се, меѓу другото, тогашниот директор на јавното комунално предпријатие Методија Томески и тогашниот градоначалник Маријан Ристевски. Невозможно е во исто време, кога се фалите со европски проект вреден 23 милиони евра, во кој што вие при подпишувањето сте предвиделе дека ВИК Прилеп од сопствени средства, по конкретно преку наплата на тарифа на пречистување на урбани и отпадни води, ќе ги обезбеди неопходните средства потребни за секојдневно функционирање и одржување на ПСОВ, цитирам, да критикувате зошто ќе има дополнителна тарифа. Дополнително, повеќе пати во минатото кажав, во 2006 година, тогашното мнозинство во парламентот, кое што го имаше ВМРО-ДПМНЕ, го изгласа Законот за утврдување на цени на водните услуги, односно надлежноста за утврдување на цените на водни услуги ја даде на регулаторна комисија. Согласно тој закон, регулаторна комисија донесува решение со кое што ја утврдува просечната тарифа и дава слобода во рамките на одреден опсек на јавното комунално предпријатие и градските власти да ја утврдат цената на секоја водна услуга поединечно. Повеќе пати во минатото кажав, а ќе повторам и сега, дека согласно решението на регулаторна комисија, просечната цена на услугата пречистување на урбани и отпадни води за 2018 година е 19,85 денари, за 2019 година е 20,65 денари, за 2019 20,65, а 2020 21,44 денари. Максималната цена, до која што можеше да одат градските власти, за овие 3 години беше околу 26, односно 27 денари. Јавното комунално предпријатие излезе со предлог до управниот одбор, кој што е второстепена власт управна во давателот на услугата ВИК Прилеп, со цена за сите 3 години од 17,35 денари. Тој предлог беше доставен до градоначалникот го достави до општина Прилеп и таа цена беше изгласена. Ова значи повеќе од 3-4 денари пониска цена од просечната или повеќе од 10 денари пониска цена од максималната. Само да посетам, текот на некнежниот ден, Советот на општина Прилеп донесе одлука за субвенционирање на социјално ранливите семејства на 5 кубни метри вода. Таа мерка е мерка што секако треба да се поздрави, ќе го олесни животот на граѓаните, меѓутоа некоректно е во период од 12 години никој не ви брани да донесете мерка субвенционирање, тогаш кога некој сака да им помогне на граѓаните, вие да ја критикувате. Некоректно е во континуитет да зборувате за зголемување на цената на водата, која не е зголемена,
При тоа да заборавите дека станува збор за ставка, пречистување на урбани отпадни води, за проект за кој што вие сте фалите дека сте го донели. Коректно е да го критикувате законот за утврдување на цени на водни услуги и начинот на кој што се формира цената, а вашето парламентарно мнозинство истиот закон да го донеси во 2016 година. Во интерес на граѓаните, повторувам, цената на водата не поскапува. Со функционирањето на пречистелната станица, согласно законската регулатива во Република Македонија, се утврди цена за нова, сосема, засебна услуга, пречистување на урбани отпадни води. Истовремено, во интерес на вистината, на новинарскиот кодекс ве повикувам, после оваа пресконференција, да направите малку истражувачко новинарство. Да речеме да го прашате Маријан Ристевски дали е потписник на овој четирипартиен договор. Да прашате Маријан Ристевски зошто не предложи мерка субвенционирање на водните услуги. Да одговори ВМРО ДПМНЕ, иако најмалку сакам да ги прозивам, сакам да зборувам за функционирањето на јавното комунално предпријатие во време кога е раководено од ова раководство, ама ова раководство наследило одредена состојба, не го формирало ова јавно комунално предпријатие, ниту градските власти дојдоа и формираја нова општина, и искрено да одговорат. Што ги спречуваше да донесат одлука за субвенционирање на комуналните услуги? Зошто тоа во минатото не е направено и зошто им смета што тоа сега е направено? Дали е проблем да им помогнете на социјално ранливите категории? Дали е потребно пречистелната станица да ја затвориме и владата од сопствениот буџет да врати кон Европска унија 23 милиони евра? Не постои начин да се избегне функционирањето на пречистелната станица. Тоа се европски пари, наменети за изграда на пречистелна станица, благодетите се добри, таа мора да продолжи да работи, меѓутоа истата се одржува од средства кои што ги наплаќаат од граѓаните. Така е предвидено согласно законот за утврдување на цени на водни услуги и од тоа бегање нема.